текоти на слабостите во Македонија. Корупцијата е врв и се разбира без оглед на позитивните сигнали околу поместувањето во правниот амбиент, ние и натаму сме заробеници на еден систем во кој нит можете да обезбедите слобода, нит можете да биде гарантирана правораздавањето. Дотолку повеќе што Стејт департментот денеска се реши да посочи 5 суди кои ја тресеа Македонија во изминатиот период во обидот да ја сочува, зачува претходната гарнитура на Груевски. Но овој пат за еден мал сегмент, многу повеќе за нас, за медиумите. Ми се чини дека ние сме, освен суството, едно своевидно огледало или еден ретровизор на општествените, социјалните, правните и моралните вредности во едно општество. Какви сме денеска, какви воопшто можеме да бидеме, зошто не се поместуваме од матрицата на медиуми кои можеби се изборија за некаква ограничена слобода, но се уште го немаме чувството за едно критичко, аналитичко новинарство. Дали су во право или не, мои вечерашни соговорници, универзитетскиот професор Јасна Бачовска од правниот факултет и која работи меѓу другото и со група на идни нови генерации на новинари, и моите веќе познати и прекалени новинари кои не знам дали ја сакаат уште професијата, но обстојуваат во неа, Сафет Бишевац и Тодор Пендаров. Добро вечер за сите. Професорки, како не гледате? Кога им предавате на ова и викате немојте како овој, немојте да бидете продолжена рака на Груевски, Заев, etc. Е многу убаво прашање ме поставивте и многу ми е мило што седам во вакво друштво на едни новинари, на едно јадро новинари, можам да кажам од едно друго време. И често пати кога зборуваме за овој проблем на новинарството, го анализираме секако и генерацијски. И вие знаете дека работиме на еден проект новинарите на транзицијата, онаа клучна деценија од 1991 до 2000 година. Можеме да кажеме дека беше потпрена на едно јадро новинар, на еден профил на македонски новинар кој можно успешно го спроведе тој процес на транзиција. Нас тогаш ни се гледаше лошо, но компаративно од денешен аспект, какви се состојбите со новинарството и тогаш можам да кажам, а извештаите, веќе вие го спомнавте извештајот на Стејт департментот денеска, цел Балкан зборува за тој извештај. Да, и особено сега во делот на медиумите, навистина има големи разлики. Медиумите никогаш не беа таква приоритетна тема како за време на во осамостојувањето од 21 па до денес не беа толку приоритетна тема како од 2012 година до 2017 политичката криза и особено тогаш кризата, бомбите беа во 2015, меѓутоа кризата започна на 24 декември кога новинарите беа 2012 исфрлени од собранието како еден символизам, како една кулминација. И што се случи потоа? Јас еве како човек од науката навистина немам новинарско искуство и мислам дека е тоа добро за да можеме да ги спротиставиме ставовите, нели, од позиција на академија, од позиција на практика. Тогаш бев во 2015-2016 секаде викана, се направи една гужва околу медиумите да се реши таа тема и потоа почна едно затишје. Главниот фокус беше ставен на владиното рекламирање и на јавниот маркетинг и ако тоа се реши, ќе го решиме проблемот со медиумите. Но проблемот со медиумите е многу голем и во Македонија мислам нема ни доволно знаење, ни доволно политичка волја да се реши овој проблем и медиумскиот фактор се занемарува како од позиција на академија. Гледате, јас освен мене и некои други колешки кои што се докторирани, меѓутоа се во невладиниот сектор, не гледам доктори во областа на медиуми и комуникации, кои што од еден научен аспект, затоа што информацијското општество и сите овие работи се брои по бројот на аналитичари кои што го анализираат овој феномен. И денеска не се согласувам со вас дека ние транзитските новинари бевме успешни. Не, вие бевте многу успешни. Мислам дека наша вина е, тоа јас ви го говорам, што ја дозволивме приватизацијата на тако вулгарен начин и што не бевме
така експресно критички настроени како кон Груевски и ова, и мислам дека сосема други текови можеше да добие процесот, иако од аспект на новинарството можеби бевме на висина на потребата дека нам ни се неопходни реформски зафати на промена на собственичка структура, но премолчавме значајни криминали на тој план. Мислите, како новинар, како коректор, не успеавте да го спречите тој процес? Не знам дали ќе можевте. За мене најдобар период од новинарството е периодот 89-94. Тогаш бевме навистина добри по многу аспекти. 89-та почнува, значи и во не еднопартиски систем, и во една друга држава. За жал, после тоа, она што го кажавте е точна дефиницијата. Мислам дека и колегата Чомовски фино каже, проблемот беше начинот на приватизацијата. Ја и Чомовски сме израснати во државна телевизија, во државен медиум, но потоа Чомовски отиде во приватен, Сафет почна во приватен и заврши во приватен. Со тоа што мислам дека можеби нема да се сложат, или пат ќе се спротистават. Проблемот беше во таа приватизација која што ја спомна ти, и во тоа што газдите од избори до избори само менува адресови. Еднашка црвен, еднашка плав, еднашка црвен, еднашка плав. Зошто? Затоа што за да обстане, бидејќи никогаш приватните медиуми не работеа според пазарните законитости, туку пред се политичката блискост со една или одредена друга политичка партија, од тоа живеа и тоа правеа добар профит. Тодор, мислам дека ништо не се менува практично. Не, во потпуно си во право. Исти дресови има, час црвени, час плави. Да. Па, на поглед, ајде, не знам дали е дозволено, да не биде сега некога напаѓаме, оваа телевизија е нова, до сега газете или не ги знам, не знам какви дресови носеа, но ако ги погледнеме другиве телевизии што се кај нас, што имат ниво национални телевизиски куќи, сите газете под... Добро, да не се занимаваме со други телевизии, ама не може да се занимаваш со други телевизии, бидејќи таму е новинарството, а? Да се вратиме, да не правиме големи бекграунди на само фалби или само комплименти. Не, тоа фалба. Сафет, како ти ја гледаш оваа ситуација во улоги која беше и активен новинар, и уште поактивен политичар, и сега си аналитичар? Да. Добро звање за без работа. За без работа. Да, пој. Како ја гледам? Првин морам навистина и јас да се вклучам во овој дел. Јас лично мислам дека ние имаме многу повеќе медиуми отколку што нашето општество и нашата држава може да издржи практично. И од тука мислам дека се влече коренот на сите проблеми кои после нема пазар. Значи немате пазар за 5-16, за 7-8 на национално ниво. И затоа ќе дојдете во ситуација како што сме денеска, во тие телевизии, колку да живеат, тие се национални телевизии, имаат да речеме по 15 новинари, купно од сите редакции, и очекувате тие да стасат и да бидат на висина на својата задача. И ти се сеќаваш во времето на Ајден, дека ние имавме редакција од повеќе од 45 новинари без дописниците. И тогаш, во тоа време, не стасувавме на сите настани да се покрие тоа на вистински начин. И не одевме на настани. Така би биравме, не можевме се да правите настани. Приказни. Ние сега веќе не излегуваме во потрага по приказните и по телевизискиот израз. Сите се влечат на клучните теми на тоа дали лидерот на опозицијата Мишковски или премиерот Зоран Заев даваат изјави или некој од тие гарнитури, и тоа е денот за денешниве национални телевизии. Тие немаат многу повеќе. Мислам дека до негде науката крива затоа што младите новинари јучи она вулгарното двете страни. Не верувам дека науката на тоа јучи. Но факт е дека се сведовме на ситуација во која, да речеме, многуте млади новинари со вакво или онакво професионално образование, со работно искуство или без работно искуство, се сведуваат на држачи на микрофони.
Тоа сега да кажем. Која завршува на толку, ќе идеш, ќе го покриеш наставно со тоа што ќе земи изјава да, земи изјава од Б. Ќе си каже говорникот што сака да си каже, тој објективно не може од 4-5 настани на кои држи микрофон денеска да ја знае проблематиката на сите тие работи. За да може адекватно да реагира или да потпраша. С краја да е. До неодамна практично, додека бившото раководство на ВМРО ДПМН ги држеше сите конци во медиумскиот сектор под контрола, тоа беше и ерес да прашате. Да. Не смеевте ни да прашате дури. Денеска е навистина малку поинаку, но ако остане само на тоа... Сега за тоа сме. Колку малку е поинаку? Тоа ми е многу важна градација, зашто следното што ќе ја прашам, дали само се замени еден политкомисар со друг? Тоа сакав да, баш да го расправиме. Значи, не е спорно дека вие денеска можете и да потпрашате, и тоа на нешто што нема врска можеби со темата за која ја свикале пресконференцијата. Но, ако остане само на тоа, вие од таа пресконференција да не го вадите суштинското и од тоа да правите на вистина тема и вистинска приказна, се сведува на исто. Тоа што вие денеска имате многу повеќе слобода да прашате или да испитате, ако не менува во суштина на цели, да не биде дел од процесот кој треба да го градиме, не добиваме ништо плюс. И затоа мислам дека оценките се такви какви што се. Ние всушност сега живееме во некаква малку поголема привидна слобода. Да, слободни сме. Лимбо ситуација. Од прилика на тоа. Не можете ни да кажете дека немате слобода, а не можете да направите ништо многу повеќе со таа слобода. Има еден мој впечаток дека овие политичари веќе се научија, условно кажам, на безобразни прашања и на динамични и критички обсервации. И Мицкоски и Заев. И тоа е првиот сигнал. Сега не викам дека е тоа израз на демократија. Но, Бачовска, дали ние уште сме летаргично расположени кон професијата или мислиме дека овие процеси на внатрешна демократизација мораме да ги потикнеме и нас да не вовлечат во тоа? Сега ме прашувате за професионалното јадро. Да, не за, зборам за генерално, немојте професионално. За новинарите? За новинарите, да. Само да се во однос на извештајот, нели, за тоа, па ќе се надоврзам, ќе го одговорам и вашето прашање. Значи, денес многу луѓе се јавија и се разговара околу ова оценка на Стейт департментот и мене не ми е јасно кога ние континуирано, не само Стейт департментот, туку многу референтни меѓународни невладини организации, Freedom House, Репортери без граници, кои што за мене се порелевантни од политичките инстанции, како што е Стейт департмент, Европска комисија, дури извештаите на овие, на Стейт департментот, на Европската комисија, често пати ги нотираат извештаите на Freedom House и на Репортери без граници. Значи, ужасни се извештаите и за 2016, и за 2017, и за 2018. Freedom House е катастрофа. Да, катастрофа, дури сме во 2016 и 2017 во неслободни земји. Значи, имаме слободно, делумно неслободни. И тука се потенцира политичка поврзаност, влијание на владеачка структура, автоцензура ке новинарите. И ова што постојано и во извештаите се нотира проблемот на професионалното новинарство, тука е тој габарит на македонскиот новинар, кој што само тоне и понатом за тоа вие зборевте, тој интегритетот на новинарството. Ние сега да не се измешаат концепциите, не зборувам за регулирање, но зборувам за етаблирање на оваа професија. Колку е поетаблирана, колку има повисока деловна етика, толку ќе има и повисока плата и поголем почит во општеството и ќе имаме поквалитетен новинарски производ. Ужасна е состојбата со професионалното новинарство. А тоа мислам дека и во извештајот. Не знам дали во овој последниот, но во некој, како што ги читав, е потенцирано и професионалното новинарство. Значи нема професионални стандарди. Македонското новинарство, значи имаме аматерско новинарство. Македонското новинарство се сведува на известувачко новинарство. Ова што го колегата Сафет, ние немаме интегритет, ние немаме теми, ние немаме тема за екологија, за владење на право. Ние еве сега председателска кампања. Ние имаме од медиуми преземање приватни статуси. Туфенбахија, фикус од страна на медиуми заради сензационализам. Ние немаме перфектни прашања во интервјуа.
Знаете, тоа е многу страшно кога ќе земете да го анализирате. Ја не сакам никој. Има навистина луѓе интелектуалци, но тие се малку. Но другото е, можеби не е проблем со знаењето, проблем со инертноста, со автоцензурата која што е сега во извештајот. Тоа е една неформална и најопасна цензура. Ама таа не е само кај новинарите. Повторно наидува бран на автоцензура кај интелектуалците, кај слободно мислечките луѓе. Кај портпаролите. Повторно влегуваме во една фаза на исчекување, па не е сега време. Еве, дозволи ова што го зборува професорката и да го илустрираме со еден многу свеж пример и банален пример. После инцидентот во затворот Шутка, нели, премиерот излезе бара оставка, овој директорот рече да секако оставка, а медиумите се распиша околу оставката, а потоа дојде од негде вест, демек сега сме у кампања не може да се даде оставка, и новинарите ја затворија темата. Во секој нормално, ова што го велите вие, истражувачко новинарство, значи имаше информациите ви дојдоа, а истражувачко, и сега верувајте, дека никогаш нема да се постави прашањето што со тој човек. Тој не е објект, тој е крив по функција, но немаме понатаму ништо. И тоа е само еден пример. Посвеж и побанален. Вакви примери кај што треба да има истражувачко новинарство го немаме. Значи, ние сме обично во социјализмот, тоа го викавме, ако се сјавате, трансмисијски каиш. Трансмисијски каиш од правевме пренос на информациите од тогашните политички структури, односно партијата, односно тогаш имаше Социјалистички сојуз, до јавност, и тоа беше тоа. Сега продолжува понатаму. Во суштина, вие ги спомнавте, значи, извештаите, за мене Freedom House ми е најблиска и најсимпатична, бидејќи дека се најреални. Кај State Department, не заборавате дека во State Department е сепак државна политика, има нешто друго. Меѓутоа, замислете, они се многу полиберални во однос на медиумите. Во Америка медиумот е бизнис и да расчистиме со тоа. Политиката е производ на пазар. И сега вие кои добивате таков остар извештај од таму, за разлика на пример од Европа, каде што се поконзервативни, вие тука имате политичка традиција, имате, ме сваќате, европјаните се построги во однос и сега ние добиваме штаканица. На пример, CNN е јасно близок до демократите, но кога беше она афера на Бил Клинтон и Левински, до детај зборува што било и како било. Значи, тоа е тоа што велите ви, дека една политика, друга е бизнис. Но новинарството секако не може да биде поинакво од општата состојба во државата. Апсолутно. Ако е новинарството делумно слободно, тоа секаде се паднати професионалните стандарди. Ние мислам дека во овој момент во новинарството превладува еден скептицизам дека ослободивме енергија. И до таа степен што имаш право, Пендаров, нам ни поминуваат изјави на премиерот кои се контраверзни и постапки. И не се навраќаме на тоа. Тоа утре заутре може од него и од неговите соработници да направи своја една култна личност, која станува некритичка кон реалните состојби. Лесно ветена брзина, лесно соопштени изјави и така натаму. Ама се сеќавате што правеше, еве да направиме паралела со бившиот премиер. Одеше некаде во некое село, а што имате проблем, и имаше телефон и се водеше потребно нешто да го проблема. И пишува. И овие пишува. Ме личи на Северна Кореја. Значи смешни работи. И сега полека, за жал, политичката елита тоа го прави, нека си го прави, ама ние треба како новинари, како медиуми тоа да го искритикуваме. Односно, да му кажеме на нашиот гледач, читател, претежно гледачи и читатели веќе нема, дека тоа се повторува. И сега ќе слушам заробена држава, ало бе, веќе 2 години никако да се ослободиме од таа заробена држава. Во суштина ти го продолжи тој заробенишки третман или состојба во нека поблага форма ја продолжуваш само. По се изгледа на тоа личи. Парадоксот е до таа степен што на пример денес читам, пушти ја патот за Миладиновци, нели? Тоа е смешно. И сега одеднаш го затворија. И сите ја соопштија веста дека го затварат. Никој не трача на овој начин. Зошто? Што е тоа што не можеме за 5 дена да го завршиме за да биде... А ти знаеш, новинарството темели на 5
WA. Едно меѓу нив е и зошто? Why? Лидот на вестата, why? Во вашите јавувања од Словенија секогаш имаше лид на вестата. Бачовска, што значи професионално новинарство? Што Словенија. значи професионално новинарство, етаблирано деловно новинарство? Нови поими кои за мене бараат... Ова значеше баш да се почитува лидот на вестите. Денеска и во светот и на глобално ниво модерен е еден многу паметен новинар, зашто публиката вие, интелектуалното ниво на публиката е многу висока. Читајте ги светските вестници, Economist, Financial Times и други. Вие имате новинарство рамно на наука. И многу се нервирам на факултетот кога студентите, новинарските студии се развиваат во рамките на правниот факултет и трпат влијание, учат за човекови права, политички систем. Ама зошто ние ова го учиме? Ама затоа што тоа ви треба. Вие треба да станете аналитички и мислечки суштества. А потоа занаетот ќе го испечете. Да, треба и вештини. И јас признавам на нашиот факултет фалат вештини, фалат лаборатории. Треба да го правиме преку покана на експерти и така натаму. Меѓутоа, ние мораме мислечки новинар да имаме денес, за да весникот конкурира на оној слободен простор каде што секој може да каже се. За да новинарот биде конкурентен, тоа е професионално новинарство, да се знае, ако работите економија, да ги знаете економските термини, да знаете да анализирате, ако работите политика, да правите добри политички интервјуа, да имате авторитет и интегритет како новинар. Вас да ве бараат, а не вие да ги барате политичарите. Во една нормална демократска држава така треба да биде. Да не бидете плен на некој начин. Затоа што еве гледате сега како во извештајот и тоа се потенцира. Политички поврзани, тоа се новинари пленови. Политичка поларизација се вели. Што сакаат да кажат со тоа? Да не го мешаме со политички плурализам. Демократијата бара изброј иста силина. Но опозицијски, ако сакате со овој речник, и позицијски. Меѓутоа, кога ви кажуваат политичка поларизираност, тоа значи медиумите се претворени во политички партии. Вие напаѓате вредносно, а не аргументирано. Од една страна се опозициони, не знам, Мафа или некој, од друга страна се други. И вие имате медиуми претворени во политички партии. Вие немате обштествено одговорни медиуми. Да, нека држат курс, меѓутоа треба обштествена одговорност, треба аргументација, треба длабока анализа. И затоа не опоменува, тоа е таа политичка поларизација. Сафет? Па токму така, не сме лажната вест да биде вест на ниту една телевизија, ни опозицијска, ни... Ние денеска се претворивме, читајќи ги порталите ова, да откриеме лажните вести, а не да продуцираме вести. И уште еден многу битен момент, се извинувам, во извештајот, веќе кога за тоа сме повикани, лингвистичка поделба. Тоа е многу опасно. Ама ние ништо не направивме 29 години. Јасно. Затоа што во Валенте... Јас и Сафет се обидовме да направиме лингвистички плуралистичка А1 и Студио 2. Дојдоа колеги, многу видни колеги од албанската етничка заедница. Тоа трае љубовта 6 месеци и повторно сме во собствените етнички дискурси. Ама преска, не знам кој дали професорката или мислам дека Сафет беше кој рече како е несостојбата во општеството, така е во новинарите. Ние фразата едно општество за сите е далеку, ние сме поделени. Видете, ние сме тргнати сега кон Европа и ние треба да ги почитуваме тие вредности, нели кои што ни ги наметнуваат. Во Европа медиумите имаат двовалентен третман. Од една страна се економско добро, но приоритетно се културно добро. Агресивна политика имаат едновремено, особено Франција, правила квоти за заштита од америчко влијание и така натаму. Значи, ние мораме да најдеме начин. Дезинтеграцијата е голем проблем во Македонија. Мислам дека повеќе бевме интегрирани претходно него сега. Ние мораме да најдеме начин да го заштитиме македонскиот јазик во медиумите. Тоа е башка. Тоа е суштина. Башка што нема лектори. Тоа е суштина. Имено, тоа е суштината. И тоа е дел од професионалната. И тоа е дел од професијата. Апсолутно. Ти по телевизиите и по радијата сите можни дијалекти македонски ги слушаш. Тоа е јавниот интерес кој ние и како фела, како новинари, но мислам дека е државата таа клучниот фактор што треба тоа да го препознае. Во битката за тој јазик треба
иако законски е решено дека вие морате да имате лектори. Меѓутоа, тоа тешко дека една држава во свет, кажете ми, во која националниот сервис и полицијата делат иста зграда. Да се случи, тоа е раритет, но Да, ние го збориме 10 години. Го збориме одавна. Второ, пред некој ден бев гостин во Македонското радио. Кажете, ја и ти израснавме. Добивме чиреви и тахикарди и што не. Верувај, бев гостин, почнав својот настап, го почнав, јас сега сум многу жалостен. Зошто ме прашуваат? Затоа што викам, јас сум од овде излезем пред 10 на 12 години, едно клинче немате удрено овие 12 години. Катастрофа. Радиото веќе никој не го слуша во Македонија. Радиото во Европа е доста значаен медиум. Не дожива рехабилитација во Америка особено. Особено. Апсолутно. Сето тоа ја отсликува лошата општествена состојба во медиумите. Ова што го зборуваше професорката, би го потпишал со две раце, дека е тоа, но некој треба да ги вашите тие принципи, ставови, правила, како сакате, треба некој да почне прво да ги имплементира. А новинарите се одбиваат да ги имплементираат, барем овие младите. Па затоа што најлесно му е, како што рече, знаете, не можете, треба да се работи на синдикалното организирање, на здруженијата. Здруженијата ке нас исто политички поларизирани, никаде ги нема. Мислам се нели постоеше она старо здружение на новинари на Македонија, па се појави МАН, исто на политички партии стана здруженијата, а тие треба да бидат генератор на професионалното јадро. И да немаме надмени новинари. Исто така треба да се работи. Ние сме многу мала земја, 2 милиона луѓе, една општина во Истанбул. Многу можеме да постигнеме со некоја синхронизација. Еве, новинарите се ужасни во тој дел, во оддел на обуки. Доаѓа често пати луѓе од невладиниот сектор. Еве сега пописке се прави. Ајде обуки да правиме за новинари. Ама кој од новинарите тие не сакаат да одат на обуки? Па лекарите одат на обуки, на специализации, сите се доучуваме, учиме различни програми, па и они треба да се обучуваат. Јас мислам дека вашите студенти, бидејќи имав еден контакт со нив, се зрели за дуално образование. 2 часа на факултет, 5 часа по медиумите. Да. Никој од нив не знаат ни што е телевизија. Но медиумите не се општествено одговорни во однос. Ги злоупотребуваат. Многу пати имавме случаи да работат со месеци, никој ништо не им дава, не им покрива превоз. Знаете, многу е тежок тој процес. Многу пати сме направиле обиди да ги пуштаме децата по медиуми, но мораме да внимаваме. Може да се најде начин, да речеме, државата да биде... Државата треба да ги субвенционира малку тие студии, малку повеќе. Тоа е целата. Тој дел од обуката практично да биде на сметка на државата. Во однос на новинарството, тоа е една нерегулирана професија, односно дипломата новинар не ви дава веднаш можност да вие бидете новинар. Новинар може да биде секој, но барем и до тие што се едуцирале во новинарство треба да бидат оној нели основен субстрат да генерираат норми за сите оние други што се влезени. Класичното новинарство веќе е изживеана работа или одживеана. Ние мораме да одиме и вие, мислам, на една субспециализација. Новинарството во основа треба да ги генерира основните принципи на информацијата и на веста. Многу позначајно е да се создадат такви ешалони на новинари кои ќе бидат субспецијалистички на нови дисциплини. Да, на нови. Ние ќе се соочиме со една нова гранка на биогенетика, нова гранка на екологија. Тоа е знаење во тие области. Но она што се однесува, јас не се согласувам со тезите дека новинарството ќе умре. Напротив, читачката публика се зголемува. Вие сега место да купите 10 весника, кликате на 10 весника во нормалните земји кај што имате читачка публика. Ние немаме читачка публика во Македонија, луѓето не читаат многу. Но никогаш не сме имале, верувајте. Никогаш не сме имали. Ама никогаш не било вака, како што е во овој момент. Никогаш, да. И во извештаите, јас пак ќе се вратам на нив, најлоши сме во Балканското лошо момче сме. Во извештајот на Freedom House. На Freedom House. Да, извештајот на Freedom House е катастрофа. Јас земја кандидат најлоша. И укина клеветата и навредата во 2012 година, има други нели граѓански големи казни, затвори за новинари и така натаму. Така што
Ми се... Да затворам дебата, да си одим. Не, сакам да кажам дека во однос на овие нови типови на новинарство, да, и новинарство за нови медиуми, нели мобилно новинарство и разни видови на новинарство, но новинарството е новинарство. Треба да се модифицира, тоа се нови вештини некои. Со големо задоволство и ти и ја гледаме BBC вести. Да. BBC World кога го гледам и читаме порталот на BBC. Колку е убаво тој среден, така? Извини, барем, верувам. Јас со мојот Pidgin English можам да го следам и да го разберам. Deutsche Welle, BBC, така. И таму... Зар не читаме? Па читаме, не? Слушај, ова го чекаше да ми го каже, ама сега треба да вратам дека не тезгара, виш, ама добро, не. Добро, не. Ај, се шегуваме. Тие работи фалат ке денешните млади колеги и она што рече преска Сафет, они се претворија во држици на микрофони, а сум бил на неколку обуки, нешто сум ја обучувал по ова, и викат, основната работа, праши ги двете страни. И завршува новинарство да се праши ги двете страни. Кажи Пендер, кажи Сафет, ај си одиме, прилогот е направен. Суштината е кај е третата страна. А кај е третата страна? Кај е јавниот интерес. Третата страна е јавниот интерес и јавниот. И именно туку тоа е, кога сме веќе, тоа ми беше поентата. Ние не знам зашто очекуваме поинаква состојба во медиумите со оглед на фактот во каква состојба ни се наоѓа клучниот, јавниот сервис на држава. Сафет, го пуштиме Чом да најави реклами, ипак треба нешто да живее. Да, види како ме подсети добро. Ја сум помалку изветен така да ги заборавам. Со годините. Со годините, да. Еве реклами, па се враќаме со професорката Јасна Бачевска и моите колеги Тодор Пендаров и Сафет Бишевец.